Нема добар лош народ. Има народ што е паметен, има народ што не е толку паметен. Секој народ што не е многу паметен, тој народ си е лош и за себе и за околина. И толку, брат. Он не расудува. Он е подложен на пропаганда, подложен на лажење. Он не проверува. Он нема основни ознавања. И пак ќе си биде крив народот. Ако не е доволно информиран за изборот, ако има неинформиран избор. Недоволно информиран избор е лош избор. Ти како единка во општеството, ти прво треба да си го сватиш моментот на гласање како обврска кон идната генерација. Значи од тебе зависи дали ќе направиш добар или лош избор. Ако е лош изборот, ќе биде лошо за твоите деца и твоите внуци. Ако направиш добар избор, може ќе биде за тебе малку тешко, ама за твоите деца и внуци ќе биде добро. Ја гледам на пример отворени по телевизија. И се луѓат луѓе кои што се во поодминати години. Најчесто гласаат и се најголеми полтрони. Ама он не сваќа. Него не го интересира вештачкото зголемување на пензијата. Е на штета на неговото дете и на неговиот внук. Он тоа не го сваќа и не го интересира. Он гледа за себе сега у моментот.